Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Виктор Паунов, градоначалник на општина Карбинци, Теодора Георгиевска, готвиме со теа, и пејачот Ѓоко Чеменковски. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 12 минути. Велам добро утро по овој дел од емисијата за сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и се разбира ќе ве поканам да станете со нас до 11 часот, да ги слушнете разговорите кои што ни следуваат со нашите денешни гости. Имаме навистина убава енергија, убава екипа овде во студиото. Беа доста расположени зад камерите, се надевам така ќе биде и пред вас, но најпрво да се поздравам мојата драга колешка Верче. Верче, добро утро, како си? Ти благодарам, Цице, добро утро за тебе. Сега како почитувани ме поздравувам и вас. Верувам дека ите со убава енергија го започнавте и денеска. Денот уште рано наутро од 6:45, а верувам дека и во овој дел по 9 часот одлично ќе се дружиме и ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот, бидејќи како што видовте во најавата имаме интересни гости за кои што ќе позборуваме секако на убави теми. Но како што е редот, Цице, да ги поздравиме уште еднаш. Така да им посакам уште еднаш топло добри деде. Јас само сакам да напоменам дека како што е полно овде во студиото, пред камерите, така и зад камерите имаме публика и во живо и верувам дека ќе остане енергијата убава. Веднаш до мене е Виктор Паунов, градоначалник на општина Карбинци. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, добро ве недо. Не сум сигурна дали сте ни биле во Здраво Македонија, овде во студиото. Прв пат сум. Прв пат доаѓате, но не и после. Супер. Да, баш ми е драго. Навистина сте доста активни, славите и голем јубилеј. Имаме многу работи да раскажеме. Се надам дека ќе ни стигне времето и дека ќе си се пофалите. Ние ќе ве искритикуваме можеби за нешто. Но за тоа нешто подоцна. Да. Веднаш до вас ние Теодора Георгиевска, која што најавноста ја позната како готвиме со теа. Теа, добро утро. Благодарам уште еднаш за поканата. Драго ми е што повторно сум тука со вас во студиово. Да. Да, денеска покрај тоа што ќе разговараме, малку и ќе се префрлиме во кујна да готвиме, да видат. Така и ние ќе готвиме со теа. како јас тоа го Не правам. само теа готви, туку и ние ќе готвиме. Да. Да, не, всушност ти ќе готвиш, јас во принцип сум тука да ти досагам со прашања, не сакам многу да се мешам во кујна. Барем не пред камери. Да. И веднаш до тебе ни е Ѓоко Чеменковски, млад пејач кој што ни доаѓа од Охрид, значи не е Ѓоко Тајневски, туку новиот Ѓоко. Добро утро, како си? Добро утро, прекрасно, прекрасно. Како патуваше до Охрид? Добро е, сега го направија малку патот. Малку да, лесно. Да ви се заблагодарам за поканата. Се разбира. Посебно како млад уметник, како млад пејач, многу ми значат овие поддршки од почеток. Да, ние секогаш ще ве сакаме и на оние кои што не се толку познати на сцената, кои што всушност започнуваат на естрадата, да им дадеме простор, затоа што мислам фалат оние малку музички програми, така да ние се обидуваме во утринската колку можеме да ви дадеме малку простор, за да слушнат и гледачите и за вас. Па добро, да, овие поддршката од почеток е најбитна и никош не се заборава, така да мене ова ми е прво интервју. Колку звезди почнале кај нас па заборавиле. Ама ти нема да заборавиш. Дојде доста рано, во 8 часот стигна со речиси целото твое семејство. Навистина поздрав до нив и тие ти се огромна поддршка. Најголем поздрав до моите родители, кои што ја оставија цела работа за да ме поддржат. Браво, навистина. Така со поздрав најмногу ги сакам. Да. Имаш прва песна, како што кажавме, ќе зборуваме за Оди Мила, но ќе зборуваме и за сите оние музички награди кои што веќе ги имаш, иако си млад музичар, имаш 18 години, но имаш сериозно музичко искуство за тебе. Да. Моето музичко искуство го започнав на 15 години, директно во средното, немам основно. И тоа е од мали нозе. Многу спонтано дојде. Да, многу спонтано. Што е најако, никој нема во фамилија кај мене музичар. Да, никој нема. Ама добро, сите се уметници, посебно татко ми е стварно уметник добар. И сите имате талент, што е најако за музика. Да, ама не се пронашле може. Добро, можеби ќе ги инспирираш, нели никогаш не е доцна. Да, никогаш не е доцна, да. Да, те прашавме дали ќе ни запееш нешто, ајде може да после ќе се расположиш, ќе видиме ние да си почнеме со овие тука политичките прашања, кои што и не се така страшни. Имаме навистина, како што кажав, убав повод ради кој што сте ни ова утро тука. 30 години општина Карбинци. Кој е најголемиот предизвик за вас како градоначалник да им обезбедите достоинствен живот на жителите? Поискрено ја имав честа да го прославим овој традиционски јубилеј. Се случи пред недела дена на 21 мај. 30 години постоење на општина Карбинци од 1996 година.
е навистина бројка за нас сериозна. Да. Што сме Честитки, успеале... тоа не го кажав. Така, благодарам. Што сме успеале да најпрвин да формираме општина, затоа што Карбинци се работи за мала општина по број на жители, нешто под 4000 по последниот попис, но на една навистина средно голема територија, да ја вака дефинирам. Успеавме 30 години да постоиме и да постоиме успешно, затоа што сме поминале низ многу предизвици своевремено во овие 30 години. И еве пред недела дена го прославивме овој јубилеј, навистина свечено, со низа програмски активности. Да. Започнавме утрото со свечена седница на Советот, каде што... Посвечено не може да започне. Така, во наистина свечено издание на седница на Совет, потоа низ еден настан кој што беше одбележан со многу јубилејни награди, признанија за личности кои што значеле на општината во овие 30 години, почнувајќи од поранешни функционери, од председатели на Совет, поранешни градоначалници, општественици, луѓе кои што учествувале во различни активности во овие 30 години, добија вакви признанија од наша страна. И го сметам за еден наистина добар гест. Едно обединување, еве, вака, надвор од политиката, онаа дневна политика. И потоа прославата на некој начин ја продолживме со еден вечерен концерт на стадионот во Карбинци. Село Карбинци, впрочем, ја слави славата на верскиот празник Спасовден. Спасовден, тоа да забавата го беше кај вас. Така е патрон празник на општината, овој верски празник и впрочем и слава на селото Карбинци. Селото Карбинци е и седиштето на општината или оној централен дел каде што се наоѓа администрацијата. Така да имавме наистина еден убав настан во тој ден, 30 години, сметавме дека нескромно треба да го прославиме, да го одбележиме и да си посакаме, па и да порачаме, знаете, тоа е на некој начин и порака за некои идни генерации, дека треба општината да се негува, да си ја чуваме како свој дом, затоа што, впрочем, и тоа е нашиот дом. Да, едно од прашањата, нешто подоцна во емисијата ми е токму тоа со мене Вирча, колку младите сакаат да останат во општина Карбинци и што правите за да ги задржите, но сакам да ве прашам сега, кој е најголемиот предизвик да се биде градоначалник на оваа општина? Па навистина има предизвици, почнувајќи од еве како живеат граѓаните, што е она што тие го имаат како потреба да се подобри квалитетот на живот на граѓаните во општината. Јас ово ми е прва година од вториот мандат, пета година од како сум градоначалник, можам да кажам дека поминавме сериозни предизвици, решивме навистина и важни прашања за граѓаните, но и пред нас е период кој што и како треба да се посветиме кон новите овие предизвици. Од друга страна, ајде, нескромно ќе кажам, Карбинци има решена доста големи прашања во однос на инфраструктурата, од водоводни и канализациони мрежи, онаа патна инфраструктура. Така, тоа беше навистина доста голем проблем за кој што гласно се зборуваше. Го споменувам затоа што е рурална општина. Така секогаш степенот на развиеност е поголем кај урбаните средини, кај големите градови, нормално дека имате подобра инфраструктура, подобар на некој начин квалитет на живот, но го споменувам. И вие ќе стигнете таму со текнот на времето? Па јас сметам дека стигнавме, затоа сакам да го потенцирам дека имаме решени проблеми со оние реални проблеми кои што ги имале во минатото од водоснабдување, инфраструктура, па можам да кажам дека имаме солидна спортска инфраструктура, организација на многу настани по различни поводи, така што еве како рурален тип на општина сме едно мирно подрачје со наистина добри услови за живот. Браво. Да, но вие сте исто млад човек. Верувам дека ете и вашите сограѓани во однос на вашите годишта остануваат таму со семејствата, нели? Верувам дека и поради тоа сакате и сте дел од вашата функција со која што правите опште добро да се развива, за да никако не заминуваат генерациите и останаат таму и секако да се шири општината. Па се трудиме, знаете, предизвик е на секого да се намали миграцијата. Онаа миграција од нашата земја надвор е застапена секаде, и во град, и во село. Кај нас е дополнително застапена миграцијата од село во град. Така. Ние гравитираме во околината на источниот регион, поточно до градот Штип. Сме на некои 7 километри од градот Штип, многу блиску. И ги имаме условите за добар, достоинствен живот во нашите населени места, поготово еве ќе ги потенцирам оние поголемите, кои што се поразвиени на некој начин.
а од друга страна градот Штип е многу блиску. Може да се патува по може работа. да се патува без проблем. Така. Воведовме пред 3 години воведовме и локален меѓуопштински превоз кој што функционира од Штип кон општина Карбинци и населените места, така да е дополнително можност за граѓаните да Ма како да се не, движат. мене подалеку му е дома од Канал 5, него ли вие што сте да Штип? Така е, тука сме во овој круг и сметам дека условите се добри сега. Миграцијата како би се намалила на некој начин покрај овозможување Треба да има содржина, знаете. И верувам дека младите ги задржува и содржина, да имаат содржина што да прават освен работата и потоа што да прават со децата, содржина на живот за култура во однос на овие манифестации кои што ги правите, дополнителни содржини кои што ќе им го разобуват животот. Причини Тоа да ги останат. задржува, да. Апсолутно. Дома. Секој е на прво место, нели, екзистенцијата ке секој Така е, еден апсолутно. од нас, меѓутоа, доколку немате добар социјален, културен, спортски Да, живот па тоа. во населението, Тоа е таа содржина тоа која се што е тие потребна. причини кои што Да. нели граѓаните ќе бараат. Не секогаш мигрираат во странство, поготово од економски причини, знаете, одат и од Да. и од систем, и од Апсолутно. Да, и од да, немање така е. на социјални. Ние сме на некој начин поднебје кое што еве социјалните мрежи, можеби овде и медиумите ни пласираат често содржини кои што го намалуваат овој социјален ефект во позитивна смисла. Едноставно ги нудиме содржините, еве апели до вас медиумите, давајте повеќе спортски активности, повеќе културни настани. Нека има театри, нека има филмови, нека има навистина. Овие содржини ги граѓаните мотивираат да имаат еден позитивен дух во себе. Така, Ги апсолутно, ние оплеменуваат, да. во Здраво Македонија не постигнуваме да испромовираме се што се случува на вистина Драго ми е, да. низ цела Македонија, но се трудиме да го правиме тоа најдобро што знаеме и умееме. Ми требаат неполитички одговори од вас во општините кај што живеете, колку сте вие задоволни? Ќе почнеме од тие, ајде да не го исплашиме Ѓоков на 18 години да зборува за општина Охрид. Јас колку сум задоволна Да, од од каде нашата си? општина, јас моментално живеам во аеродром. Во аеродром, Да, инаку порасна во Кисела вода. Разликата е огромна. Прво во инфраструктурата, второ бидејќи јас сум мајка на 2 деца, во аеродром можам да се пофалам дека имаме многу активности што можеме да ги правиме. Да. Посебно во, да речам, на 5-6 згради има игралишта каде што децата може да си играат. И тоа навистина многу значи. Тротоари има, достапни ни се градинки, училишта. Навистина можеш убав живот да имаш во таа Одлично, општина. драго ми е. Организиран. Да. Лесно организиран. Да, сега низ годините нели градоначалниците се менуваат и секој различно ги уредува и Различен ги фокус има, да. да ги прави општините, ама генерално е добро за мене. Добро. Да. Како се живее во Охрид? Јас сум доста многу задоволен. Така. Општина Верувам дека Охрид. во лето малку погужва вие сега во овој период. Во Охрид и да нема забава, Така. може сам да се направи со гитарче, плажа, друштво. Кај вас Ништо друг повеќе. филм. Да. Ама од општина сум доста ја задоволен. Ти ми помогна финансиски за песнава. Навистина, Да, браво, ми помогна браво за финансиски. господинот Пецаков еве да го поздравиме. Браво навистина Голем секој поздрав до него. А се дешаваат и доста културни настани, доста помагаат и на млади следувачи, мои врсници, плюс минус година. Колку мислите дека заеднички го чувате оној стариот дел на Охрид, бидејќи тоа е нешто најзначајно и целиот свет доаѓа всушност за стариот дел, за стариот град да го види, а тоа е едно на наше од најголеми богатства и како што го нарекуваат Охрид е Русалим. Да. Охрид е стварно мир. Стварно мир, посебно тој стар дел. Најбо да ги прашаме тие луѓе таму ради гужва. Да, Во и оние лето кои што таму, како живеат живеат, таму, да. да. Да, дефинитивно. Ама се снаоѓа. Да, Добре. се снаоѓа. Да. Одлично, супер. Верувам дека градоначалник и вие поддржувате македонски артисти со оглед на тоа дека споменавте имате доста настани кои што ги организирате. Ние секогаш сакаме нашето прво да си го промовираме, па потоа да викнеме странски пејачи. Апсолутно, јас се трудам, ние еве ова е 4-та година како организираме 2 настани поддржани директно од општината. Тоа се овој кој што го споменав Денот Спасовден и Денот Така на е. општината и вториот е за неколку дена од сега на 30 мај. Така е, ќе го овој викенд. најавиме и тој. Да, кој што се директно е како покровител е општината. Имаме и спонзори нормално, други луѓе кои што учествуваат во организацијата. Апсолутно поддржувам најпрви домашна естрада,
сепак се обидувам да биде прифатлива програмата кога ја правиме, така, за да биде сечи вкус да има. прифатлива за повеќе вкусови. Имаме и изведувачи надвор од државата, сметам дека сепак треба да го шириме кругот со поддршка неголема на домашните, се разбира. Да. Но да ги доловиме, еве, знаете, од наша страна, менаџерска страна, еве, од Така. моја лична, сакам на крајот од овие активности да има што поголемо задоволство од страна на граѓаните и нормално и посетеност. Кога организирате музички настан, очекувате да имате публика, да имате поголема публика, да Па имате и од другите гости. општини да дојдат? Па ние би рекол дека Верувам, можеби имате доста гости. голем процент, најголем процент или повеќе од 50% ни се на гостите од надворот од општината. И сум искрено задоволен од нивните реакции кога ќе дојдат, некои за прв пат доаѓаат, некои доаѓаат веќе константно секоја година и кога ќе слушнете позитивни реакции дека добро била организацијата, навистина се собрало луѓе, па импресионирани можеби од одредени други работи кои што ги виделе во самите населени места и тоа е за нас позитивен сигнал дека сме на вистинскиот пат. Така да сепак треба да си имаме поддршка дома, а потоа да негуваме и се што е, да речеме, се што е надворот тука кои што ќе ни дојдат као гости. Така, не треба да останеме затворени, но секако да им дадеме предност на нашите. Да, ја ќе продолжиме малку со тебе. Луѓето да знаат по рецептите на Инстаграм, но зад профилот стои сопруга и мајка на 2 деца. Секојдневен хаос. Како изгледа едно твое утро зад камерите? Па, доста е напорно, поради тоа што моите деца се се уште малечки и се уште треба јас си да направам и да бидам тука за нив. Кога ќе станат они, морам и јас да станам и започнува утрото со тоа што секојдневно прво се спремаме за во градинка, ги испраќам во градинка и тогаш веќе се фаќам за моите активности средување на домот. Најчесто утрото го користам за снимање на рецепти, затоа што и тоа нели одзема подолго време. Да, првично треба да го осмислам рецептот, да пазарам, да наместам простор за снимање, јас да се дотерам и така едно цело работно време. Се не е познато во тој дел, тоа сите разбираме. Едно цело работно време. Веќе кога ќе ги завршам тие активности, преминувам на спремање на ручак и доаѓа време за да ги земам децата од градинка. И откако ќе ги земам децата од градинка, тогаш ми е најнапорното време, поради тоа што и јас веќе сум или изморена. Уморена, нормално. Да, они сакаат да бидам присутна со нив, да си играме, да имаме различни активности. Целиот ден ми е исполнет и посветен на децата, заради тоа што и тоа мене ме исполнува најмногу како мајка, ама и кога ќе ги видам на смевките на нивните лица, нели јас сум задоволна. Нормално. Доста е напорно, ама ако се организираш добро, може си да се постигнува. Постигне, да бидеш успешен. И колку се разлика хубаво е на крај 2,5 години. Добро. Значи како близначиња скоро. Јас кога знам, разликата е само кога е од 0 до 2 е огромна разлика. Потоа 2, 4, 4, 6 тука негде слично се вода. Искрено сакав веднаш да имам 2 дечиња заради тоа што некако така се осеќав спремна, ама откако ми се роди второто, реков дали требаше да направам малку поголема разлика. Не, убаво си направила после кога ќе пораш, ќе речам, добро. Да, верам дека во целиот процес и во се што правиш и во животот генерално ти е голема поддршка твојот сопруг кој што исто така е зад камерите, да не се навреди, него споменавме. Значи поддршка е што ме тука е зад камерите, тоа е тоа. Најголемата поддршка ми е сопругот. Родителите ми се поддршка секако и останатото семејство. Да, нормално. Да, се што правам од љубов пред се и тоа што ми исполнува, тоа го правам. Готвењето ми е една од најголемите љубови што ми исполнува. И навистина се излезе спонтано,
ама Ива прерасна во едно големо нешто да речам и Голема заедница на Инстаграм имаш стварно. да, веќе почнав тоа нели да го гледам и како работа заради тоа што навистина бара доста време и посветеност. Ама како не, ангажмани, како што кажа си да осмислиш, Да. да испазаруваш, да се наместиш, не е воопшто најно, може би така изгледа тоа дека Па да, малку на е брзина, поразличен меѓутоа, начин да. на работење, меѓутоа и работа, заради Така тоа е. што веќе јас стојам и позади одредени фирми кои што треба нели да ги Да се испрезентирам испромовираат, на така. начин кој што граѓаните ќе го потребен, видат, така, да. Реално на сите им беше чудно на почетокот кога почнав да го работам, меѓутоа веќе со текот на времето сватија дека навистина тоа е работа. Да. Која што И мораш сите да се се навикнаа на посветиш, да. Да, дефинитивно. Инаку кога сме на тема поддршка, градоначалникот да не се налути вака сега не споменавме ништо, вие дојдовте сам. Обично градоначалниците често доаѓаат со цел пиар тим. Вие си дојдовте доста скромно и браво за тоа, но поздрав и за вашата поддршка, да ни видат дека не сме споминали за тимот кој што работи со вас, се разбира. Па да, ние всушност сме и мала администрација, да го споменам и тој факт. Добро. Една од можеби најмалите во државата, имаме само 14 вработени, вклучувајќи ми и мене. Добро. Односно 13. Да. Па добро, не сте мало. Доволно. Пак доволно, да. мислам. Па добро, се претерува во вашата самата администрација. систематизација ни брои некаде над 30. Така. Со оглед на тоа дека се трудиме да не претеруваме, едноставно да имаме функционална администрација со минимален број за да можеме да знаете буџетот е тој, средствата се тие, дали ќе ги давате за плати Да. или ќе ги трошите и за плати, но и за проекти е веќе Паметно за граѓаните, веќе е одлука на менаџментот, нели? Да. И затоа сметам мала администрација, но сме добро функционална. Се надевам дека граѓаните го препознаваат тоа, дека и си ја вршиме работата на дневна Добро што основа. ме веќе сте толку години, сигурно дека се задоволни. Па себе се надевам, да. Мислам дека функционираме добро. А инаку да, сам дојдов, сам се возам. Да не испадне само за вас ништо не споменавме за тоа. Ѓоко, твојата прва песна Оди мила, каде ја испраќаш да оди? Оди мила. За секого различно, кој како ја осеќа. Кој како е сваќа? сега? Добро, кажи ни малку повеќе за песната. За песната. Најголемиот кривец Добро. е една женичка, мислам госпоѓа Ива. Така. Таа ми помогна на почетокот. Мислам, таа работи во општина и ми кажа како имаме проект, јавен повик за млади уметници, можеш да аплицираш, да си ја пробаш среќата. Зашто јас каде и да одевме на патување негде, обавезно со мене гитара, Така. Да. и цел пат свирев од Ниш до Охрид без престан. Браво. Само на граница мора да застанам. без Мала престан. И јас не има на ум. Од секоја сакав да имам своји песни, да имам Така. свој стил. Јас И сум сега како си Ѓоко автор, Чеменкос. така, на Да, песната, да. и Тоа на е музиката, и интересно. на текстот. Да, тоа е интересно. И на крај крајева нема на памет дека ќе Прерасне тоа сега Да. во една песна. Јас само пеев и уживав. И ден денес тоа го правам. Да. Пеам и уживам и Со кого работеше на оваа песна? Кој е тимот кој стои зад Оди мила? аранжманот е на Алесандар Јоевски. Маестрално, јас сум презадоволен. Да најавам сега исто ќе снимаме и нова песна со него. Се браво. договоривме баш пред некој ден. Исто музика и текст мој, аранжман ќе е негов. А спотот, видеото е на маестралниот Даниел Јоевски. Даниел, да, голем поздрав до него. Никако не може да го намолиме да дојде овде, бидејќи навистина И ја стои се за извлачи. сериозни проекти. Каде Да. црпешете на инспирацијата за текстовите кои што ги пишуваш? Еве веќе најави дека втора песна имаш тоа. Каде што си си автор? Љубовта, сигурно. Можда Сега се некоја зацрвени девојка, не така ми знам. делува. Тоа Не. имавте неисцрпна инспирација. Секако, секако. Среќа што имам такво чувство да можам да сакам, за да можам да пишам. Така. Браво. Тоа е стварно благослов, тоа е Да. и баш Па и сум да ги среќен за тоа. преточиш тие на некој начин емоции во ета некоја Во збор. песма, во збор. Во збор, И да. тоа секако да се пренеси на публиката. Многу исто Мислам така- дека тоа е тешка задача, не е тоа баш така лесно. Да, многу луѓе ме прашаја Мила како име или како Мила Да, Мила? јас тоа се да. помислив дали да објаснам, викам ти објасни се. Јас реков за секого различно. Секако Многу дека си ја има сваќам. кривец некоја девојка. Сега за сега Мила со мала буква е пишува на YouTube, ама видите. А, на YouTube со мала, ама кај мене во новце со голема. Поздрав до Мила и до сите Мили. Одлично. Песната мислам дека веќе еден месец е во етерот,
така? Па нема ни месец. Нема ни околу месец? две Ние се понедели. воздржавме да не ја пуштиме, но вистина е фантастично музичко парче, кој што ќе го погледнеме некаде околу 10:30, но кажи ми какви се досега реакциите? Искрено, јас сум презадоволен. Посебно од млади генерации како мене. Песната има 2,5 недели, што е збор никој не ме знае, а има 15.000 прегледи. Да. Без реклама, без ништо, без плата. реклама. Да, органски што би Да, се рекло, органски. жаргонски. Така да ако јас можам снимаш- сега да полнам кино. Така Даниел ми рече, ако пример Така? 10.000 прегледи, јас можам комотно сала од 1000 луѓе да полнам. И тоа е кај младиве тоа е артисти математика. многу Интересно, тоа е значи формулата. да, многу зезнато пример. Имаат на TikTok милион прегледи, а не може да наполнат кафиќе од 200 души пример. Тога малце. Доколку ти навистина ги полниш локалите, само во Охрид настапуваш? Да, претежно во Охрид, Добро, претежно те по знаат приватни. Охриѓани предпоставувам. Па да. Да, Сега се после повеќе те песнава, запознав. да. Сега после ова гостување ти не си свесен што ќе се случи. Не. Мене баш исто се изненадив, бидејќи јас ги договорам тие како свирки, како Така, тезги. јас. И еден човек сам ми звонеше исто за матура. И ми викаат, ало, Ѓоко, да. Пред се да ти честитам за песната, јас се изненадив од не знаете се по песнава, подготвил, да, и ето. многу и другари и деца, бидејќи јас сум матурант. Браво. И сега по прослави, кај што посвојавме прва браво. вечер, и ја пеев таму нормално Да. песната и само кога фатив да ја најавувам, многу децата истрчаа сите со телефони, многу убави реакции, многу. Јас Браво, браво. И па ете, гледа што ти прават сега социјални мрежи. Да. Уште полесно да Да. се прошири и да се дознае за нешто ново. Даниел пак и ми кажа скроз обратно. Така? Ми рече дека сега е викат потешко. Порано викат ќе излезеше не на телевизија, само аудио. И тоа е. Тоа е аудиото е поевтино од видеото, стварно е скап спорт. Посебно Така е. за млади. Ама Скап спорт. Ама има Ама има Дали тоа фирми каже кои или што ми се помагаат. Ама има фирми кои што помагаат така да Се разбира. вреди да се Вреди проба, да се направи, проба, да. така е. Да. Најважно е само ти да уживаш во тоа што го работиш, да не Да, се да, откажуваш, да. патот е навистина тежок, не е едноставно за ниту една работа, ниту една професија, но да останеш во Македонија. Да. И да не Тоа си ми е одиш од план. Охрид. Тоа ми е мотото. Да, затоа што не е лесно сега навистина речи си за секоја песна која што ја правите мора да имате видеозапис, затоа што поинаку не поминува. Така бара Да, публиката, нема- да. Да, Нема затоа Точно што така. како ќе ја поставите на YouTube, ајде во еден момент сегментски може да се постави малку доди со некоја позадина, но секако нема да може да се презентира вака да дојдеш, нема да можеме ние да ја пуштиме Да, други да. медиуми, така да, Друго а е. тоа сепак бара и финансии. Да, со видео, мислам дека е друго, бидејќи тогаш излегуваш како комплетен уметник. Мене Даниел стварно ме направи како комплетен. Во неговиот објектив, ја бев како македонскиот Шекспир. Тоа не ми беше Да. јасно. Ало, вика, јас сум Ѓоко Чеменковски, македонскиот Шекспир. Викам, добро. Објасни ми го тоа малку. Даниел, тоа не е како клик момент, тоа не Да, е нешто ништо интерно, ама специјално. ива да стане јавно. Тој што ме виде, му ја пуштив песната, имам сценарио за тебе готово, идај студио. Толку беше. Толку беше. И јас многу се изненадив и кога ми го кажа стварно. Да. И Одлично. стварно е посебно, нема македонски Нема Шекспир. посебно, да. Елвис Присли, Тоше Проевски. Так. Нешто, сега нема Да. Шекспир. Супер, да, супер. Имаме уште една минута пред да се префрлиме во кујната теја, затоа вака те оставам таму, ќе си муабитима. Градоначалник, може ли накратко да го најавиме настанот кој што ќе се случува во сабота? Нешто споменавте по повод празникот Света Тројца во Таринци. Така, ова е вториот, како што кажав, Настан, да. настан и празник кој што го чествуваме како општина, кој што го е покровител генерално општината Карбинци. Ќе се случи во селото Таринци. Село Таринци е најголемото населено место во општината. Го празнуваме празникот Света Тројца, верскиот празник. Тоа е впрочем и селска слава во истото населено место. Четврта година поред организираме музичка прослава која што ќе настапат повеќе изведувачи од Македонија. Ќе имаме и од надвор исто така. Овде ќе биде со фокус и на игрорната група која што е организирана, односно функционира во Штип и во Карбинци заеднички, и имавме настапуваш и на првиот настан кој што имаше одличен настап, одлична публика дојде за нив и исклучително ми е драго за тоа што настапуваат наши деца. Драго ми е што правите нешто традиционално. И ќе помине, се надевам, во добро расположение, во добра насока, со многу гости, како што кажав. Очекувам да има некаде помеѓу
3,5 и 4.000 присутни, Одлично, што е браво. за наша територија, Значи, наше пак е населено забава место. така и овој викенд. Мислам дека е одлично, да. И како што кажав, за мене е исклучително важно кога имате во една рурална средина, поготово едни вакви настани кои што нудат настани во културата, кои што нудат на некој начин сплотување, собирање на народот. Музички настани, секогаш кога има музика, има позитивна енергија, има И гости од надвор, сепак да привлечете внимание, да привлечете внимание и да дојдат да ве пустат да ве видат. Тоа е мотив плюс, да. Еве Затоа јавна покана во сабота. Така е, апсолутно. Општина Карбинци, село Таринци, празникот е место навистина на... голем, мислам дека за нас православните христијани доста се празнува. Знаете од каде дојде идејата, што ова ќе го кажам, сега ми дојде како инспирација. Сум бил јас дете, многу мал, кога во нашето населено место Таринци се случуваа оние познати играњки на времето, кога се случуваа по селските празници и слави. И тоа беше момент кога ние као деца, кога сме биле, го паметиме дека се собираше многу луѓе на тие народни собири. Баш собири, да. Своевремено музика од различен тип во тоа време, па покрај овие настани се случуваа спортски активности, се играа фудбал, турнири во мал фудбал по повод овие празници. И потоа тоа го снема, знаете, како неднаш прекина, можеби некои 20 на години не се случуваше во нашите населени места и го вративме пред ова четврта година. Четврта, да, добро. Каде што се обидовме на еден спонтан начин првата година, организиравме така нецелосно планирано, ама испадна добро. Браво. Потоа следната година малку со подобра организација и мислам дека сме веќе во едно ниво кое што го држиме на едно високо вака ниво. Одлично. Покрај овие музички настани, спортски активности, продолживме со овие турнири во мал фудбал, кои што се многу интересни, многу добри. Претходно ја обновивме оваа спортска инфраструктура, имаме навистина добри услови за одржување на овие настани и така да овие наши населени места живеат во овие месец до два кога се празниците во повеќе населени места со спортски настани и со музички вакви активности. Да, ќе зборуваме многу повеќе за сето она кое што вие го правите, но сега ми уште појасно зашто дојдовте сам. Сите тие 13 вработени имаат многу работа за сабота. Теа одиме ние во кујна. Храната е секогаш добре дојдена, да видиме ова утре што ќе ни подготвиш. Јас реков ќе ти пречам со малку прашања. Нема проблем. Да видиме тука што се ни донеса. Ние малку се подготвивме пред да почнеме. Па бидејќи ни е кратко времето, јас решив да направам... Зборувај побрзо. Не се сигурам, не е толку кратко времето. Решив да направам една салата, која што за мене е една од омилените. Си ми е претходно подготвено, сега само ќе сецкаме и ќе мешаме. Ова со ракавиците ми е ќе омилен момент. Па бидејќи немам каде да се измијам тука, најубаво е со ракавици. Добро. Што се имаме тука? Имаме некоја пилешка месо. Ова е италијанска салата. Макароните ни се сварени. Денеска одбрав макарони од леќа. Макарони од леќа. Добро. Да. Здрава опција. Не стигнавме да споменаме дека почна здраво да се храниш. Верувам тоа многу се промени во твоите рецепти, секојдневни, оние кои што ги снимаш и оние кои што ги правиш за себе. Да, евака јас ќе почнам со сецкање и ќе се му обетим. Да. Ќе почнам со сецкање на пилешкото, а за тоа јас како почнав да се хранам, излезе спонтано поради тоа што после двете бременности нормално секоја жена качува килажа. Да. И јас неколку години го имав тоа како проблем, не можев да се решиш едноставно. Не можев со мојот начин на држење диети да дојдам до некој ниво што ќе ми биде задоволително за мојот изглед и за килажата. Така што решив да почнам да вежбам и паралелно со тренер да ја регулираме исхраната. Храната, па реално јас конзумирам се, не дека нешто избегнувам. Меѓутоа количински веројатно тоа се разликува. Тренерот ми ја балансира исхраната и ги брои калориите, што е најважно за да може да се намалува на килажата, да. Мене првично тоа ми изгледаше да речам, нели трендовски, тоа окей, многу напорно и сега јас ќе бројам калории, не можам да се замарам со тоа, затоа што со две мали деца навистина не можеш да се посветиш целосно на себе. Меѓутоа едноставно е. Оброците ми се едноставни и вкусни, верувам.
Па да. ова што ќе го сготвиш денеска. Само уште еднаш на брзина да ги споменеме намирниците, одиме со реклами, а по рекламите само ќе видите готова салатата. Имаме пилешко да, месо. пилешко сварено, сварени макарони, шири домати, црвен крумит, авокадо, Добра. моцарела и после сосот го правиме со песто, маслино